Не успеа првиот обид на власта со закон во собранието да го протурка договорот со Макпетрол преку кој владата треба да го откупи неговиот удел во гасоводот. 21 час траеше собраниската дебата во која 39 пратеници на опозицијата ги објаснуваа нивните аргументи зошто државата не треба да склучува ваков договор и зошто неговото озаконување не треба да мине во парламентот. Од вчера во 12 часот до утринава во 8 часот траеше седницата на која говореа парламентарците од ВМРО, ДПМН и Левица, а пратениците од власта главно преку реплики го бранеа договорот. По истрпувањето на листата пријавени за говор, седницата беше прекината бидејќи власта во собранието го немаше потребното мнозинство за изгласување на законот. Продолжението ќе биде дополнително закажано од спикерот Джафери. 21 час непрекината битка во собрание. Власта не успеа да го изгласа законот за преценетата продажба на гама. Ќе се обидат пак деновиве, но оваа битка во текот на 2 дена, 2 ноќи и 1 утро покажа дека власта против ВМРО ДПМН не може, напиша на Facebook подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Во 7:55 завршивме со обелоденувањето на криминалот тежок 33 милиони евра. Не го изгласаа зашто не беа тука, зашто не сакаа да не слушнат. Знаеме дека ќе има уште вакви криминали, но ќе има уште вакви битки се до конечниот пат на оваа мафија од власт, напиша неговата колешка Дафина Стојановска. Криминалот со закон со кој требаше АД Макпетрол да се почасти со 33 милиони евра народни пари не се донесе. Владеачкото мнозинство не го издржа темпото и не беа присутни во доволен број на гласање. Одиме понатаму, објави Борислав Крмов од Левица. За опозицијата се работи за штетна спогодба со која државата на Макпетрол ќе му плати 15 милиони евра повеќе од уделот на оваа компанија во гама. Во договорот доставен до собранието се вели дека вредноста на предпријатието за пренос на газ изнесува над 37 милиони и 600 илјади евра. Владата и Макпетрол имаат по над 18 милиони и 800 илјади, но владата ќе го купи уделот на Макпетрол за речиси 33 милиони евра. Според ВМРО ДПМН, премиерот не ги почитувал ниту препораките на државниот правобранител дека спорот не може да се реши во собранието. За власта пак придобивката од усвојувањето на спогодбата е решавање на проблемот со снабдување со газ настанат пред повеќе години. Владата и Макпетрол водеа спор околу сопственоста на гама. Минатата година се согласија вонсудски да го решат спорот. Според законот за енергетика кој беше донесен во 2018-та, Министерството за економија треба да биде доминантен сопственик. Макпетрол изрази подготвеност да го продаде уделот во системот за пренос на природен газ.